можеше да се чуе од моја страна: Фатмир брат, те молам, направи оваа пресметка. Или кон другиот Фатмир: Фатмир брат, ако може до утре ова законско решение да го спремиме. Албанскиот јазик не е мој мајчин јазик, а сепак одлично се разбираме, бидејќи тоа е мојот братски јазик. Се разбираме бидејќи мораме да продолжиме да ги негуваме европските, цивилизацијските вредности. Најголемиот музички менаџер во историјата, големиот Велибор Џаровски Џаро, Таче, со глава комодна писта го промовираше бендот на следната деценија, наречен Фатмир и Фатмир. Значи, нема повеќе Денис и Денис. Нема повеќе Дјуран. Сега се само Фатмир брат и брат Фатмир. Значи, Фатмир брат и Фатмир брат. Двајца Фатмир и Фатмир. Едниот Фатмир е од СДС, другиот Фатмир е од ДУИ. И сега мене тука ми е малце многу скокотлива работа, како да ви кажам. Сега, има Фатмир во СДС, има Фатмир во ДУИ. Ова ми изгледа ко Џаро да го наместил. Поточно, реков ми има поголем од него, Таче. Поточно, оние кои што го насадиле Таче да биде менеджер, мислите Таче толку паметен, па него ќе му текне што да направи. Не се. Овој бенд, Фатмир и Фатмир, сигурен сум ќе ја освои за многу брзо и кратко време светската музичка сцена со многу нови хитови кои што ја имав прилика, нели, ексклузивно да ги чујам. Например, еден од хитовите кои што ќе биде, јас се надевам, долго време на врвот на светските топ листи ќе биде песната Еден тендер, песни рој. Знаете, она се сеќавате на рефрена? Еден тендер, песни рој и така натаму. Потоа исто така во албумот има една феноменална песна која што се вика Тендер одев мајко, порно ми беше. Исто има и друга песна една, а таа исто од добар кавер направен, се вика Тендер данју, тендер ноќу, тендер тој е све што хочу. Мислам, да не продолжувам, ја знаете како иде оваа песна. Има исто тука голем хит, ја мислам таа песна минимум 40 недели ќе се задржи на врвот на светските топ листи, а песната се вика Мала група Тендера. И уште десетици нови хитови на тема тендери, мито, корупција и грабеж, нели? А и за кои други теми би се пеело, мислам, денес? Што е друго поинтересно од тоа, нели? 100% сум сигурен. Ма до јаја сум сигурен. Дека овие песни ќе предизвикаат делириум во наредните години. Каков делириум, бе? Сите нас ќе не изместат од еквилибриум. Ке ни клапнат ушите, ведите, ке кукаме, ке плачеме по нив. Ке вадат жените прслуци на концерти на Фатмир и Фатмир, вака ке фрлат гатичките влашни. Тука на Фатмир ке му се залепи гаќата на некој фаца, флак, тампонот од друга страна, флак. Во тоа може тампонот да му влезе. Ама толку тоа, таков транс ке биде, Битлси бурек да јадат за нив. Ке се плаче и ке се кука. Да, ама ке се плаче и ке се кука и по илјадниците евра државни пари што ќе отидат во етер. Во ветер. Односно во нивните джебови како тантиеми за добро наместените тендери. И кога се пронесе веста дека се појавило музичкото дуо Фатмир и Фатмир и дека нивниот менаџер е Таче, дошло до општа хистерија, а нивните опоненти денешни, како Дуа Липа, Бебе Раџа, Дино Раџа, Рита Ора, ке мора да почнат штрајк со глад, затоа што кога ќе слушнат дека веќе ниеден музички тендер и покрај нивните гласовни и телесни можности нема да им помине, готово, падну у депресија, по 10 диазепама на ден хелекс. Значи, недостижни ќе бидат Фатмир и Фатмир кои ќе се појават.
Сега, јас од извори блиски на Аца Лукас, слушнав дека кога Аца Лукас слушнал за бендот Фатмир и Фатмир, знаете шо рекол? Рекол, шо бе? Мојов дилер пропеа, мислејќи на малските другари од фирмата за снабдување со продукти без ДДВ. Но затоа пак големите американски музички студии и продуцентите Jay-Z, 50 Cent и David Guetta се нафатиле да ја продуцираат нивната прва песна Фелемен Дерит, брат. Иако Ристо Бомбата и Ѓорѓи Крстевски како носители на листите на ЗАМП го имале тоа веќе рамковно обработено како нумера. Готово, бидна, попапала маца. Јебеш Северна ако те продуцира американски продуцент. Тоа се бара на Балканов, бе. Само Амери. Носечка песна на албумот ќе им биде Ангела Душа од познатиот македонски лекар и киропрактичар Зоран Ванев. Но верзијата на Фатмир и Фатмир ќе биде со насловот Анджела Кале вика само мас смејале. Демек, не биле они за ќутек како познати шекобици Попстарс. Спотот ќе се снима во продукција на 1:1, затоа што останале уште средства од тендерите на Зоки во свадбената сала, што ја изнајми лотарија за 2 милиони еврики, а спонзори ќе бидат аеродроми на Северна Вукојебина, начело со феноменалната Гестар Милкие. Се планира и дует со неа, во стилот на Лепа Брена, со преработка на незината песна Ситније, миле ситније, која во верзијата на Фатмир и Фатмир ќе се вика Милкие, таче, Милкие. Во спотот ќе настапат и познатите пилоти од Арачиново, кои ќе преработат една песна од белградскиот бенд Пилоти, као тендер на мом длану скакучеш. Инаку албумот ќе содржи 10 композиции со една бонус која ќе ја издадат после избори. Феноменално осеќам се, така ќе се вика таа песна, посветена на излетничкото место Идризово, во која ќе се одржи летната турнеја, но ќе продолжи со есенска, зимска и така неколку години поред, која ќе дојде на ред новиот албум за снимање, кој ќе биде со филмска музика и ќе биде наречен Што сум дигал рака, бе. Нели по мотивите од филмот Тетовирање на Столе Попов, кој нема врска со приказнава, ама некако мислам дека ќе ја пеат илјадници македонци, албанци и други кои искрено ќе ја мразат музиката на овој бенд познат како Фатмир и Фатмир. Ќе заборев. На турнејата ќе оди и менаџерот Таче. Да, не го оста он бендот така сам да шета. Да, подрум одев, сам подрум шетав. Не, и Таче ќе си биде на турнејата како продуцент, како и голем дел, мислам, од екипата за концерти и тендери што е околу него, така. Па, Фатмир и Фатмир, па партнир. Псе ја? Ова е мојата пријателка, Кравчето Шеќерна, така си ја викам, баш да со Шеќерна си разговаравме, си правевме муабет и дојдовме до неколку заклучоци за сегашните скопјани и скопјанки. Какви се ти? Например, жените бараат богати и згодни мажи. Добро, тоа не е нешто непознато, ама проблем е што денес и барите и мажите бараат исто, бе. Богати и згодни мажи. Добро, а и по новиот деловник бараат и богати и згодни жени сега. Абе, секој за секого знае до кај му е джебот, тоа е проблем со градов, бе. Абе, одма вака кој се појавиш, одма те скенира, знае колку вредиш, бе, знае колку железарија имаш у джебот, тоест колку девизи имаш у джебот. Абе, ко бев копилј, бе. Абе, девојка немаше шанси да признае дека е сабџика. Срамота беше, бе. Ке и се смее пола Скопје, бе. Така вика. А денес се фалат со тоа. Ги заболе дунда дека и се смеело пола Скопје. Тогаш ретки беа мажите што сакаат да прелажат богата девојка или жена за да живеат на незин грб као паразити. Денес врие такви мажи. Знаете по која формула работат? Сега ќе ви каже Чичо.
ова за жените поише важи да знаат мужите како ги муваат овие што се лепушкасти со плочки, така латино фраери, Антонио Бандерас. Сега Чичо ќе ви каже. Знаете што прават овие фраери, паразитиве? Прво ја лаже цурава дека работи некоја важна работа за јака плата, некоја јака фирма. После кој ќе ја смува, ќе почне као да ќе ја покани кај неа дома, ќе почне да живее со неа, едно време ќе го види оваа секоја са бајле дома и ќе му рече зашо не си на работа, ќе рече види дадов отказ, пошто него заслужуваат нели него на работа, пошто е многу вреден. И така он останува дома, оваа работи, заработува добро цурава, а они го шета кучето умало, многу такви гледам ја умало, кучињата на цуриве нивни им ги шетаат. После дека е слободен, нели, може ако е женава, нели, окей, разведена со дете, може и го зема детето и од школо. И нормално си живее на нејзин грб у наредните години. Па и мајка и може ја вози на депилација, да, па и тоа е дел од тие овие активности што еден современ скопјанец домазец со плочки на стомакот, нели, ги обавува за да живее на грбот на неговата сакана партнерка. Да, мора да ја вози понекојаш и мајката на невестата на депилација, да не се оладеле нозете и да не се збрчка кожата. И Шизиков на батерии прави филмови на цуцава, нешто дека луда ја сака. Ти си ми една единствена, знаеш, немам друга, немам друга, верен сум ти, као куче сум ти верен, као куче, она джукелано нешто гледаш, не е поверна од мене, као куче сум ти верен, гинам за тебе, гинам. Арно, ама, кој ќе замине оваа саканава негова на работа, он одма зврц со телефонот и се јавува на друга и у некој скопски во овие маливе хотелчиња, да не кажам некој потежок збор. Што мислевте ви, дека се толку вака фини, екстравагантни. Али, најлуди мужи се оние што пред да влезат во кафеќ ги вадат бурмите и ги ставаат у джеп скришно, онака да не ги видат. Знаеш, пред да влезе у кафеќ, вака ја вади бурмата, тура у джеп и влага у кафеќ и почине на некоја цура одма на шанки пред и почине со рацете да ја објаснува дека знаеш, баш супер што те сретнав, многу си згодна, што работиш ти обично, 10 пути да види дека нема бурма. А таму е джеп. А инаку куп жени знае дека мажите им се неверни. Ама да ви кажам право, ги боли сливата, пошто редовно добиваат јак джепарат за мир у куќа. Сите бараат искреност, али само декларативно. Глумат лудило и се гледаат у очи. Инаку, знаете и сами, во суштина, искреност никој не сака. Точка. Сите смислуваат глупи оправдувања за било што. За ситници, само да те мува, да те вози, да те лаже. Жените се жалат немало нормални мужи. Мажите се жалат дека жените се распрдени. Со преголеми очекувања. Знаеш, чекаат принцови. На крај ќе им дојде само конјот. Па уште ако е слеп на едно око, дамбетер. И така, ако им дојде таков уствари место принцот конјот, чор на едно око, може да останат и сами, ке си рече, па ова не е она што јас го очекувам. Јас очекувам принц. Не чора маска на едно око. Башка, може и подобро да не дојде принц, на таа што чека принц, оти денес, во денешно време, овие принцовите се најчесто пешковци, пешковци, А ако не се пешковци, тогаш се размазени мамини синови и на 40 години живеат со мама, тато и спијат со бату у детска соба. Тоа. Па куче едно од улица има поише достоинство од нив, А не се знае овдека веќе во Скопје кој е полут, кој е пое сабџија, мажите или жените. Сите се као верници. Сите се верници, не е нормална работа, Сите, ти кажа, верувам во Господ, постира на Фейсбук, икони, светци, слики од слави. Луда работа. Мислиш ова живее по сите Божји заповеди. Дури има смислено плюс 5 и 3 од ДДВ. Ова и 3 гратис, како се вика тоа. Дека е препуна со Божји заповеди.
Ама тоа за пред јавност. Ама навечер, кој ќе излезат, бе. Абе, договараат оргии, свингераи, бе. Еве, гледам сега, пак тоа по тие, како се викаат извештаите, и Сида пак ни се појави. Јас нема едно време, исчезна, ја реков, ова Сидава си отиде, више нема да се... Еве, а пак се појави. И сега шо правиме? А за херпесот и сифилисот у Македонија, па уста да не отворам. Трипер, капајца, шо и тоа. Абе, то све фрлено на блуд и разврат, бе. Ај, и што е тоа неставање кондоми, бе? Не им е срам. Мисла дека за време додека го стават кондомот, дека ќе загубат ерекција. Глупи мужи, толку се мужите немаат самодоверба, до толку, бе. Трипераши. Абе, добро, па тие се екстра класа, бе, шо буржуазија, недопирливи, на друго небо. А има и жени што за да ја збариш мораш да им понудиш кока. Има такви у кафичи доаѓаат кај жени, вика, ако сакаш да се симнеме малку доле, да шмакнеме кока. У наше време, бе, тоа го немаше, бе, ние кој бевме, еве да кажеме, 25, 26, 27 години. Кока, тоа му е начин да ја пристапи на женска, значи не размислува како да ја пристапи, да ја шармира со некоја штос, со нешто духовито, со нешто така. Ако сакаш, ако се симнеме доле, да шмркне, он се кока. Тоа бе, луѓе, да си знаете, на шеќерна и објаснив, генерално, парата го врти ноќниот живот во Скопје. Парата склопува врски и бракови, да немате дилеми. Не клеца ни упорниот, ни убавиот, ни шармантниот, посипај ги со пепел. Клеца богатиот. Не мора ништо да прави, ако има пари, може да биде глуп. И пак ја однесе у кревет сурата. Нема потреба да ја шармира. Абе, глуп дебидус може да биде, уста да не знае да отвори. Азбуката до трета буква да ја знае. Ако има пари, сум видел. Најтешки глупости да каже, она се кљафти, се кревели. Джабе ти е све. Ни да ја шармира, ни да ја засмее кој што треба, може да е сам женет или со деца, нема врска, бе, тоа каков е. Глуп женет со деца, ако е богат, на ниту една не и пречи каков и да е. Не мора да крие ни бурма пред да влезе у кафуле. Кога имаш пари, жените ти наоѓаат квалитети, а кога ги немаш, ти наоѓаат само мани. Стара Скопска. Ако си голтар, ќе си бидеш сам, па биди ако сакаш и Никола Тесла. Се овде во градов смрди на препичи лицемирие. Абе, труе! Шо би рекол Пантич од славниот филм Тесна кожа. Ево вам паре! Ево вам паре! Дупе вам зинуло за паре! На паре! Ево!